بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Zahvalnost mu pripadvi samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi hvala. Salavatu selam od mirot i spasot neka bitan na našoj pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sudne do sudnijeg dana. Po današnjото зборување ќе стане збор за еден битен момент од историјата на Ислам. За еден пресуден момент, односно за една пресудна битка. Првата битка во Ислам, пресудна битка. Аллах во Куран е нарече ова битка со нејзино право име и со уште едно име. Ја нарече Јаум ал-Фуркан, ден на разделување од вистина на невистина. Ден кога се раздели вистината од невистината, стана јасно што е вистина, а што не вистина. Видите Аллах Джелешану, Јаум ал-Фуркани, Јаум ал-Тақа ал-Џам'ани, Валлаху аля кулли шејин кадир. Ден кога се раздели вистина од невистина, ден во кој се судрија две војски, две групи, на хак и на батил, на иман и на куфар. Овој беше тој ден, прв ден, кога се судрија иман со куфар. Кога се судри пегамбер алейхи селам со сахаби против Курејш. Битка на Бедар. Иншаллах, ќе биде некои два дерсови, ланесно, два дерсови, може би и три, ама иншаллах ќе се потрудиме да бидат два, а ако има потреба ќе бидат и три дерсови, ќе бидат малку, повеќе разобложено. Сме зборувале многу, али се малку подробно ќе зборуваме за ова битка, зашто го заслужи тоа нешто. Човек кој не се ја познат историјата, не се познат себе си. Човек кој не познат овие нешто од дин, не познат многу други нешта. Човек кој не ја познат ова битка, не познат многу работи од дин, скоро ичи да не познат. Кој не е познат ова битка со детали, не го познат пегамбер алейхи, не го познат сунетот на пегамбер алейхи. Не ги познат сахаби каков менхеж имале овие луѓе. Велите Аллах Джелешану, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. И Аллах Джелешану ве помогна на вас, ви даде победа на вас, ве помогна на вас. Бибедрин, во Бедр, денот на Бедр. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. А вие бевте многу малку, малобројни. Ова едилне дошло овдека со значење, бевте многу малку, Аллах ве помогна на вас. Ви даде победа на вас. Ова битка се одви во место Бедар. Ова место Бедар е помеѓу Мекка и Медина. Мекка се наоѓа во север, долго. Медина се наоѓа во југ. Ова место во средина. Бедар го доби ова име зашто ова име на бунар повеќе бунари имаше во ова место каде што беше ова битка. Повеќе бунари. И така го доби ова име. Значи ова се одвига помеѓу Мекка и Медина на средина, од прилика негдека, беше ова Бедар. Причина за битката, зошто се случи ова битка? Треба муслимани да знаат зошто се случи ова. Муслимани не сакаат битка. Пегамбер алейхи не сакаше битка.
Пегамбар алейхиссалам и сахаби беа прогонати од Мека во Медина, избркани. Беа убивани, беа малтретирани, беа врзувани, беа малтретирани. И принудно заминаа од Мека во Медина. Не сакаја да го напуштат нивно место. Ама принудно беа заминати. Сакаја само да го заштитат нивни иман. Принудно. Ова има големо значење. Принудно беа избркани, прогонати од Мека. Пегамбар сам кога излезе од граници на Мекка во хиџра со Абу Бекр радијаллаху ан, се сврти кон Мека и рече: "О ти Мекко, ти си најсакан град на Аллах џелешану. И ти си најсакан град ке мене. Ама ја сум прогонат од тебе, а иначе ја не сакам да заминам. Прогонат сум од твоите луѓе внатре." Пегамбар сам кога тоа би објава, дојде ке Хатиџа радијаллаху анха. Зем милиони. Покритеме. Таа го однесе ке Варака ибн Науфел, нејзин близок од фамилија, од Хатиџа. Види, тој му рече на пегамбар алейхиссалам, меѓу другото рече: само кога би бил млад и здрав, да можам да те помогнам кога твојот народ ќе те прогони од ова место. Рече: "Зарем мојот народ, пегамбар алейхиссалам?" Да, рече: "Не дојде некој со што дојде ти порано, а неговиот народ да не го избрка на него." Пегамбар алейхиссалам замина принудно. Сахаби замина и оставија нивно богатство во Мекка. Големото богатство што го има е во Мекка. Куреиш го зеде ова богатство. Куреиш му го собра ова све што има е. Од стока, од злато, од сребро, што остае, све го собраве Куреиш. И го зедве ова нешто. Куреиш, главно занимање на Куреиш беше трговија. Производна на урми и трговија, главно, од што живее. Вели Аллах џелешану: "Ли илафи Куреиш, илафихим рихлата шитаи вас-сайф." Адет на Куреишите бе да патоват. Тие 2 пати годишно патоваа во зима и во лето. Кога беше зима, јани во Мекка, како кажавме Мекка во север. Кога беше во зима, тие одеа во Јемен, долу. Уште, јани одеа на југ. Спрема Јемен, за да му биде топло во зима. А во лето одеа на север, така му идеше јани во Шам. Во Шам му идеше за да биде потопло, за да во лето за да биде постудено. Значи ова беше главно заменимање нивно. Пегамбар алейхиссалам дозна мухабарат, донесе ке пегамбар алейхиссалам дека Куреиш спрема еден караван од 1000 камили. Се вели од 900 до 1000 камили. 40 луѓе, Ебу Суфјан војже на овој караван. Големиот дел од богатството беше од пегамбар алейхиссалам и од сахабијата. Заминвет од Мекка за Шам. Мекка долу во север, Медина јани во југ. Мораше да поминете из Медина, не директно од Медина, ама близко, и за да одат во Шам. Пегамбар алейхиссалам зеде, ова пегамбар алейхиссалам му кажа, Аллах џелешану го извади на пегамбар алейхиссалам. وَلَقَدْ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنَ الْبَيْتِ بِالْحَقِّ. Аллах џелешану те извади од дома со вистина, со хак. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. Ама дел од верниците не го сакаа тоа нешто. И со пегамбар алейхиссалам изнекве 313, 14 или 15, 16 до 17. Од 313 нема до 317 најповеќе сахаби. Излегле да го пресретнат на Ебу Суфјан со караван. Значи пегамбар алейхиссалам од Медина надолу, спрема север. Караванов од Мекка спрема југ. Аллах џелешану направи тертип така да не се сретнат. Пегамбар алейхиссалам не го сретна на него, тие не го сретна на пегамбар алейхиссалам. Овде е битна работа. Види, една реченица денеска. Ако почнеш да се понашаш со некого како што се понаша тој со тебе, тој се чуди. Шо му е се мрна од умов. Не бе, ти вака се понашаш. Јас се понашам сега како што ти се понашаш со мене. Снимаш? Ако правиш дуа против некој што тебе те шпионира,
И ти правиш доа. Ja Allah, uništi го него, uništi негова фамилија, uništi, наполни му ги срца со оган и тој кој ти дозволи вака, бе? Кој ти дозволи тебе да постапиш така? Така Курейш се чуде на ова нешто. Ебу Суфјан во меѓувреме научи дека пегамберот сам излезе со сахаби да му го земат богатство. Али Аллахова одредба не се сретна. Пегамберот сам долу тие горе замина. Овде представи ме се со киса во име на други две случаи што се случија во меѓувреме, за да биде после иште појаснени. Пегамберот сам кога дојде во Медина. Еден од големците на Медина, Сад ибн Муаз, ради Аллаху ан. Тој беше како емир на кабилето Аус. Аус и Хазреш, овие две племина беа во Медина. Аус беше едно големо племе, Сад ибн Муаз беше главен на ова племе, кога прима ислам, тој цело племе прима ислам. Може на пегамберот сам ја Расулуллах пушти ме во Мекка да правам умра. Го пушти пегамберот сам. Тој во Мекка го имаше за негов. Тој беше во заштита кога беше во Мека ке Умеја ибн Халеф. Ова беше еден од големите противници на пегамберот сам. Али ова ке рапите беше познато. Кога е некој во заштита ке него, никој ништо не сме да му прави на него. Ако очепни на него, имат војна со него. Дојде во Мекка, му рече на Умеја ибн Халеф, види кога не имало има луѓе во харем, за да направам таваф. Да нема никој, да не се сретнам со никој. Му одпра време во ручек. Кога не голема жештина во Мекка, кога сите теа време го користат за калудање, за спиење, за одмор малко. Оде таваф прават Умеја ибн Халеф и Сад ибн Муаз. Сад ибн Муаз во ова време муслиман, ама Умеја ибн Халеф негов заштитник. Кога ќе сретне во ова време нема никој во очава го најзет Ебу Џехл. Шејтан. Еден од шејтаните, помошниците на Иблис. Ебу Џехл. Кога го виде му рече, Умеја, кој е овај? Рече, овај мојот заштитник Сад ибн Муаз. Рече, овај од Медина, од Аус, да. Рече, овај тие што го штитен на Мухаммед и на негови другари таму, што се нивни заштитници. Почна голем глас да креваат Сад ибн Муаз и Ебу Џехл. А Умеја ибн Халеф, овај џебан, овај плашливец, страшливец, му рече на Сад, немој да му креваш глас, ова е Ебу Хаким, го вика на него. Амар ибн Хишам, Хаким, Ебу Хаким. Така беше познат, кај ними не беше Ебу Џехл. Му рече, немој да му креваш глас на ова е меѓу главните во Мекка. И не го остави на седело. Што не било случај, што не било случај ка Арапи. Не било случај вако нешто да се деси. Али ова е плашливец. Немој да мислиш утре дека ако некој имаш ти вако што ти вели тебе ти, јас за тебе ништо за тебе ти. Ништо. Ќе те искористи додека мој да се искористиш и ќе те фрлит во џубре. Во џубре ќе те фрлит. Ти си само една маша за него да не ги гори негови раце. Битна што битна овој разговор и кога му рече Умеја на Сад ибн Муаз, му рече, немој да го креваш гласот на него. Рече, слушај, го слушнав на пегамбер алейхи селам како вели, дека овај и ваквите како овега ќе те убијат на тебе. Во Бухари дошло, рече, во Бухари, ривајатот вели, Бухари пренеси, кога го слушна ова нешто Умеја ибн Халеф, дека му вели вака Сад ибн Муаз, вели, почна да капи мокрајче од неговото тело. Се уплаши. Зошто се уплаши? Го знае пегамбер алейхиселам дека негов збор е хак, дека негов збор е вистина. Знаеше. Иако не го вербе на пегамбер алейхиселам. Иако не го вербе, ма знае дека зборови хак, вистина. Отиде ке негова жена, Умеја. Му кажа ова, рече Мухаммед не лажи, тој кажа вистина. Рече немој да излегуваш од Мекка никогаш повеќе. Рече валлахи никогаш повеќе нема да излезам од Мекка, во живот мој. Пегамбер алейхиселам правеше таваф околу Кеаба пред, да прави хиджа. Се враќаме друга киса се. После ќе се вратиме на ова. Правеше таваф, имаше некој курејши, го гледа на пегамбер алейхиселам и се исмејава со пегамбер алейхиселам. Дојде ке ними пегамбер алейхиселам и му рече да ви поцрнат вашите лица. Му рекоа, ја Мухаммед, одај во мир, ние ништо не ти правиме више. Прави таваф во мир.
Zna ako kaže još jedan zbor, to će biti hak. Ebu Leheb, njegov sin, беше женат за черка на пегамбар алейхи салам пред ислам. Зейнеп, ради Аллаху анха. Зейнеп. Беше жена. Кога пегамбар алейхи салам дојде со објава, Ебу Лехеб му нареди правија талак. Тој направи талак и ја удри на ова черка од пегамбар алейхи салам Зейнеп. Пегамбар алейхи салам направи дуа. Ја Аллах, саллит алейхи мин килабик, келбен мин ел килабик. Ја Аллах, пушти му на него да го распаршите едно од твоите кучиња. Ова дуа Ебу Лехеб не заборај никогаш и негов син. Во трговија во Шам дојде во едно место да одмарат, дојде во ноќта велите еден есет, еден лав, го растргна на парчиња негов син. Знае ти дека не е лажно пегамбар алейхи салам. Знае дека све што зборувате вистина. Знае. И денеска знаат тие дека овие верници што зборуваат тоа е хак. Ама сакаат да го негираат тоа нешто. Знаат дека е хак. Неизбежно тоа нешто. Го знаат. И тие знаат. Али суннетуллах ќе се деси. Ова е една случка. Ќе продолжиме покасно, после за Умеј ибн Халеф. Друга случка. Во ова време се деси. Пегамбар алейхи салам имаше 6 хали. 6 негови али. Како наш то велиме али. 9 негови аџовци. 9 аџовци. Од овие 6 хали само Сафија бинту Абдул Муталиб прима ислам. Другиве 5 умре на нивна вера што беа. Од овие 9 аџовци само Осман и Хамза ради Аллаху анхума прима ислам. Другиве 7 не прима ислам. Една од негови хали, Атика бинту Абдул Муталиб. Ова беше мушрик. Сон беше една руја, еден сон. Вистинит сон. Дали мојте што вид мушрик, ни да не навлегнеме многу во ова, да не му падне некому ани во шубе само како мушрик, мушричка да сон вид сон. Да, мојте. Мојте не должиме многу во време на Јусуф алейхи салам, Фираон што беше во негово време, Аллах Джелешану кажи негова руја, негов сон во Куран, сонва 7 дебели крави како ги јадат на 7 слаби крави, побара тефсир од овај сон од Јусуф алейхи салам се оствари. Па Фираон за Муса алейхи салам го сонва како му иде, го уништи негово главство. Сонва сон, го повика нејзин брат следно утро, Аббас, нејзин брат. Рече сонвав сон, али некако секој сон. Како да бев присутна. Вели, гледав еден човек како дојде на едно деве, на една камина. Влезе во Мекка и повика, о, ехлул Мекка, о, вие жители на Мекка, за 3, не е спомнато што дена, недели, месеци, ви иде смртта на вас. Вели, дојде, влезе во Мекка, го кажа ова, се качи на Кеаба, го кажа ова, се качи на едно брдо, го кажа ова, зеде еден камен, го фарли од центарот на Мека, се распарши ова и влезе во секоја една кујша. Ова е камен. И се радува. Велит, Аббас, раби Аллаху ан, прима исламова после, Велит ибни Утбе, го сретна на Велит ибни Утбе, таа му рече да не му го кажува на никој. Како ми имаме таби, не го кажува на никој, ти дури да се сврти што го рашил на цело дуња. Пегамбар алейхи салам велит, аманет е кога зборуваш со некој верник и кога сврти главата ни заменит, више те аманет остави. Не треба да те подсетва, ова не кажи, ова не кажи. Ова тика му го кажа на сон. Аббас го сретна негов пријател Велид ибни Утбе ибни Рабија. Тој му кажа на други, на трети цела Мека научи за овој сон, се уплаши цела Мека. Во пат на Аббас го сретви пак овој шејтан, Ебу Џехел. Му вели, не ли ми беше малку од мажите, за пегамбар алейхи салам, од фамилијата ваша, да измишлявате дека се пегамбери, сега почнавте и жени да имате од ке вас што сонве некој работи, што предскажле некој работи. И му зборуваше вели толку многу лошо, на Аббас тој молчеше. Не кажа ништо, вели да Аббас, го пренеси тоа, вели на крајот, ја го потврдив те му реков, небе не го сонвала тој сон. Само да престани. Кога се врати Аббас во негова куќа, веќе жени од нивна фамилија знаеа што се деси и сите го нападнаа на Аббас зошто не му се супростави на Ебу Џехел. Како дозволи тој да каже дека Атика е лажба? Овие има и некои ствари арапи, чудни. Чудни денешни, добри особини имаја. Тие не смеше да зборви некој за нечива жена во уста, да се фати нечива жена.
Толку вели ми зборува што се реши кога ќе го сретнам, ќе го правам лом за ова нешто. И на крајот кога пред разговорот Ебу Џехел му рече имате 3 дена, ако не бидне ништо од овој сон, ќе напишеме писмо и ќе кажеме дека вие и ваша фамилија Абдул Муталиб сте најголемите лажговци во Мекка. Најголемите лажговци во Мекка. Ќе се вратиме покасно на ова. Пегамбер алейхи селам, Ебу Суфјан замина за Шам, трговија. Пегамбер алейхи селам остана во Бедр со сахаби, близу до Бедр. Аллах џелешану му вети на Пегамбер алейхи селам. Allah mu veti na pejgamber alejhi selam. Veli Allah џелешану: "Wa id ya'idukumullahu ihda taifatayn." Allah vi veti na vas, veli дека ќе ви даде една од двете скупини на вас. Или караванот, или ова друго вајане, или курејши. Една од овие две групи Allah ви вети на вас. Allah ви вети на вас. После ова Пегамбер алейхи селам чекаше ова Ебу Суфјан не заборави на Пегамбер алейхи селам. Ни на еден мал момент не заборави на него. Ебу Суфјан се врашташе од Шам. Дојде до едно место, дојде планина каде што беше од другава страна на Црвено море. Застана на планина и слезе ке овие места да се разопита за Пегамбер алейхи селам. Каде што патниците во тоа време имале обичај табиет да застанат каде имат вода, бунар. Каде имат бунар, тука застанувале да се одмора. А не како денеска во бензинска или во негде кој во пат некој. Така Ебу Суфјан паметен, отишол каде првиот бунар, го сретнал еден човек таму, му рекол дали помине некој од овде, не 8-20 луѓе. Рекол кој беа, не може да ги спознат од ова, каде седеа во ова место. Каде беа седнати со нивни јахалици во ова место. Отиде во тоа место и почне да чепкат во изметот од камилите. Најде гарлушки од урма. Рече, овие се сигурно од Медина, само таму имат урма. Овие имат јадено во Медина урма и тука се видели. Рече Мухаммед, салаллаху алейхи ва селем, уште ни е зад петици. Се врати горе во Бардо, слезе со камиливе покрај морско дно. Планина покрај морско дно да оди, не од овој нормален пат каде го чекаше Пегамбер алейхи селам. Аллах џелешану го спомни тоа нешто во Куран. Исто го спомнато во Куран. Како вие бевте горе, а тие бе на пониско ниво од вас. И помина. Али во ова време тој пушти еден човек, овој човек се викаше Дамдам ибн Амир. Го пушти овој во Мекка да ги обавести на ними, пошто уште не беше сигурен дека Пегамбер алейхи селам нема да го стигне. Иако беше сигурен дека не е на овој пат, ама се мислеше дека повторно мој да го стигне. Замина. Овој Дамдам ибн Амир отиде во Мекка, види овој филм. Овој беше најдобриот пренесувач на зборови, што го одбра Ебу Суфјан. Овој беше прав новинар, оригинал за тоа нешто. Кога дојде во граници на Мекка, кога дојде пред предградие на Мекка, ја откопча негова кошуга, ја искина, ја разбушани негова коса, се качи на камила не со негово лице напред, него назад, обратно. И почна да вика Ел-Латиме, Латиме, пропас. Мухаммед ви го земви вашето богатство по цела Мекка. Лом. Фил. Кога сака да го запали на народ, малку мора шминка. Да се и шминка тоа. Не да го слушаш ти прво, слушаш таму BBC, CNN, готово. Ти вели верниците се најлошите луѓе. Да, така е, верниците се најлошите луѓе. Не. Ако е искина, тој фризура имат направено, остај ти што имат направено фризура. Шминки што имат, остај тоа. Ова све тебе да ти го направи думу, да ти го ишминкат. Влезе овај Дамдам ибн Амир во Мекка, кога слушна е Мекка, почна да се спремни Мекка. Почна цела Мекка да се спремни.
Во меѓувреме, таа киса што ја кажавме, Абас ибн Абдул Муталиб, третиот ден, ова се случи на третиот ден од сонот на Атика. Отиде во Каба, го виде на Ебу Џехел и почна да трчат позади него, тој уште појче трчаше напред. Застана и рече, дали бегат од мене? Не, ме рече, сигурно бегат од нешто што го има слушнато, а не го имам слушнато уште. Тој го слушна ова нешто. Сонот се оствари. Бидна сонот. Како во време на Фираун. Бидна сонот. Бидна. Се оствари сонот. Во меѓувреме, пегамбар алейхиссалам 315 сахаби. 60 камили и 2 којни. 60 камили и 2 којни со пегамбар алейхиссалам. Пегамбар алейхиссалам во ова време, браќа, ова се деси во втора година од хиџра. Пегамбар алейхиссалам добил ова на 40 години, 13 години во Мека, 53 години, овие 2 години во хиџра, 55 години пегамбар алейхиссалам имаше во ова време. Само малку време пред ова се деси во месец Рамазан. Само пред неколку месеци дојде објава дека Рамазан е фарс. Пегамбар алейхиссалам постеше ова нешто. Во ова битка. 55 години. Се вели дека се менве сахаби четворица на една камила и на тие 2 којни. Секој мал одеше и другиот јаваше, третиот одеше пешки па обратно. Со пегамбар алейхиссалам беше Али ради Аллаху ан и Мирсад ибн Мирсад. Мирсад ибн Аби Мирсад. Овој сахаб. Кога дојде време да се мени, пегамбар алейхиссалам беше во ова деве, кога дојде да се каже Али и Мирсад, му рекол, Расулуллах, ние го оставаме твојот ред на тебе. Ние ќе одиме пешки, ти одај во камина. Пегамбар алейхиссалам рече, валлахи, немојте вие да ојте појче од мене. Немојте да ојте појче од мене. А друго, уште нешто, уште појако од ова, рече, валлахи, и јас сакам да земам малку еџер, да земам малку награда од тоа одење пешки. Малку рече Пегамбар алейхиссалам. 55 години. Значи, пегамбар алейхиссалам со сахаби во оваква ситуација. Курејш во Мекка почна да се спремни. Курејш во Мекка се спрема. Собра е Курејш во Мекка 1300 луѓе. 1300 луѓе. 60 којни и 600 камили. Ваква беше бројното стајне на Курејш. 20 луѓе не излегоа од Мекка. Ебу Лехеб. Ебу Лехеб беше страшниот много. Немаше никаква храброст. Имаше еден човек што му имаше едно борџ. И му рече да не ми го враќаш борџот, да оиш во моје име. За мене ти бедели ми да излези за мене. Во ова битка. Ебу Лехеб не излезе. Умеје ибн Халеф не сакаше да излезе. Дојде пак, тој што му кажа Сад ибн Муаз дека овие ќе те убијат тебе. Ебу Џехел и овие вакви. Дојде Ебу Џехел со еден тајнир во кој имаше мирис кој чади, кој го користеа жените во тоа време, се мирисве. И му го стави пред него и рече теџеммер. Татај. Мирисај се како што се мирисе жените. Зашто ти не излегиш во битка, ти не си маш. Рече, че видиш кој е во битка појак, или ја или ти. Го истаја. Му рече негова жена, немој да забораш на зборот што ти го кажа твојот друар Сад ибн Муаз. Рече, не сум заборал. Рече, че земам една добра камила и никогаш нема да одам напред во првите сафои. Секогаш ќе седам назад. Ама кадер Аллах, халас ја. Излегне. Во меѓувреме караванов стигна во Мекка. Овде веќе излегува, 1300. Излегува. Караванов стигна во Мекка. Ебу Суфјан. Пушти човек да ги обавести дека караванот се спаси. Караванот е во Мекка. Богатството ваше е спасено. Во Мекка. Кога дојде оваа вест, имаше еден човек, едно племе од Бену Зухра.
Бену Зухра, се викаше племево што живееше во Мека, тие беа 300 којна, 300 луѓе беа во оваа битка, и тој му рече дека ние излеговме за да го заштитиме наше богатство и ради караванот се спаси, се враќаме назад. Се враќаме назад. Тој со 300 луѓе се врати, остана и уште 1000 луѓе, стана да одржи говор Ебу Џехел. Ебу Џехел му рече на ними, нема дреше да се вратиме назад. Никако. Назад враќање не. Ќе оиме до Бедар, до тие извори, ќе колиме камили, ќе јадиме, ќе пиеме вино и ќе слушаме музика. Вака, филм е. Да го направиме ова нешто, велите Аллах Џелешану ова нешто го опиши. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. И немој да видите како тие што излегнат од нивните домови за да се покаже, за да ги видат на луѓето, за да се фале и за да возвратат луѓето од Аллаховиот пат. Аллах знае све и ве има во контрола. Додека излегме, овие се деси една интересна работа. Кога излегме до едно одредено место од Мека надвор, се подсетие дека тие имат проблем со едно племе. Со племето Бену Кинане. Бену Кинане, пред некое време, овие Курейш убија еден нивни човек и го обесија во Мека. Има везден војна помеѓу ними. И рекоа, ако излезиме, може би овие ќе ни дојдат од позади на нас. Шанса му е да ни се освете. Али во ова, како во многу вакви ситуации, персонално се уклучи Иблис. Иблис, персонално. Во форма на инсан. Дојде во форма на Сурака ибн Малик. Сурака ибн Малик беше од ова племе Бену Кинан. Еден од војжите на ова племе. Шета Иблис персонално дојде во негова форма и му рече, немој да се грижите. Немој да се грижите. Јас сум од Бену Кинане и ние ве поддржаваме на вас. Ич немој да се грижите. Ние сме со вас. Аллах Џелешану го опишви тоа во Куран и вели, и кога шејтан му ги разубави нивните постапки, и кога му рече, денеска никој немој да ве победи на вас. Никој. Никој ви немој ништо на вас. И му ги разубави нивните постапки, после ајатот продолжи, ќе дојде за ова, кога го виде шејтан Иблис на Џибрил алейхиссалам како следви во Бедар, им се трна настана и му рече, јас се оддалечвам од вас. Се оддалечвам од вас, оставам куп. Немам ништо со вас. Јас се плашам од Аллах. И избега, шејтан ги остави. Ова покасно ќе дојде. После известен период, имаше еден човек, Хаким ибн Хизам, зборуваше овај со Утбе ибн Рабија, му кажа дека ние имаме наши луѓе од таде, караванот се спаси, подобро да се вратиме. Утбе ибн Рабија беше спреман на ова нешто, али кога зборувае повторно со Ебу Џехел, тој извади еден човек, Амир ибн Хадрами. Овај човек, негов брат, беше убиен од сахаби пред некое време. И овај Ебу Џехел го извади него само за да му крените емоцијава на народот. Нормална финта од тога до ден денеска. Негов брат беше Амар ибн Хадрами. Овој беше Амир, овој беше Амар. Негов брат што го убија и тој ја раскина негова кошула, рече, ја Амар, мојот брат беше тие го убија и овие 1000 луѓе се спремае и заминаа ни во Бедар. Ова се случуваше со Курейш, а пегамбар алейхиссалам со сахаби беше сместен во Бедар. Спротивно од ова нешто, пегамбар алейхиссалам разбра дека му дојде хабар дека Курейш излегува. Излегува за војна. Излегува за војна. Пегамбар алейхиссалам седна со сахаби и направи шура. Пегамбар алейхиссалам беше, а не пегамбар алейхиссалам, хатемен неби. Му рече, секој нека дава драги, што има мислење. Тие идат да не убијат на нас, во војна. Не некогаш, тие се во пат, многу близко. И ова нема филмов дека.
Ti možeš da zboroviš deneska, ja, ti možeš Superman, yani. Ама финтава е зад планина овде, yani. Стана Ебу Бекер, ради Аллаху ан. Ебу Бекер, ради Аллаху ан, зборуваше, кажам, прекрасен говор. Му крена морал. Зборуваше Омер Ел-Хаттаб, ради Аллаху ан. Му крена морал. Зборуваше Микдад ибн Есвет. Микдад ибн Есвет, ове сиве тројца, Ебу Бекер, Омер, Микдад, ове бе од мухаджири. Мухаджири, дојде од Мекка. Микдад, после да рече а Расулуллах. Рече, ние нема да ти кажеме како му кажа Бену Израил на Муса алейхиссалам. Излези ти и твојот Господ, бите се, ние ќе чекаме тука. Не, рече, ја Расулуллах, ти напред, ние позади тебе. Само нареди, али пегамбер само рече, ајде други. Пегамбер алейхиссалам не сакаше овој од Мекка да зборува, не сакаше Курейш да зборува. Сакаше да зборува некој од Енсар, од Енсари, од Медина. Зошто пегамбер алейхиссалам имаше договор направи на Акабетул Кубра. Пегамбер алейхиссалам и Енсар направи договор дека тие ќе го штите на пегамбер алейхиссалам, али во граници на Медина, во градов на Медина. Овде беше далеко. Во овие 313-315 луѓе само 86 имаше од мухаджири. Друго све 220-30 бе од Енсар. Сад ибн Муад, што зборувавме пред малку, Сад ибн Муад, стана ја Расул и рече, ја Расулуллах, енте та'нина, дали ти цилјаш на нас, енсарите, да кажеме мие? Да, рече. Види, ова е како не фирма, моментална работа, може и после еден сад судива тоа битка. Ова не зборува ни со емоција, знаат што прави. Рече, ја Расулуллах, ние те поверувавме на тебе. Ние го следиме тоа што ни го кажуваш ти. Ние ти дојде, ние не бевме упатени, ти си себе да не упатиш на нас. На нас ни се помили. На нас ни е помило и поблаго на богатство, кое ќе ти го дајме и ќе го потрошиш во Аллахов пат, него она што ќе остане ке нас. Ја Расулуллах, нареди рече ти и ова море, ако ти трниш по него, ние ќе идеме зад тебе. Нареди, ова море во што го гледаш, ако наредиш и трниш ти по него, ние идеме по тебе. И рече, нема ниеден да изостави од нас од овај збор што го кажувам ја, сите сме на едно. И ќе не наиш во сабур, во битка, и кога ќе се судриме со тешкотија, искрени. Ќе не наиш искрени. Кога ќе се мамиме во битка, ќе не наиш сабур. Нема да имаме проблеми. Кога ќе не идеме на тешкотија, ќе не наиш искрени. Рече Расулуллах, нареди и ние сме позади тебе. И тоа пегамбер алейхиссалам, ова нешто го чекаше. Ова нешто од Енсар го чекаше. После ова пегамбер алейхиссалам почна да ги распоредуваат. Му даде знамето на Сад ибн Муад, ке Енсар, тој да биде војđа на ними. И иншаллах во другите дерсови ќе продолжиме од овде каде што застанавме. Аллах ќе дешам да дадете разбирање од овие неколку зборови, од ова сира на пегамбер алейхиссалам и на сахаби, од овие бисери на овој ислам, овие моменти кои му дадве иззе, гордост на овој ислам, да не ги забораваме. Фадакир фа инна зикра танфаул муъминин, подсетете се, од подсетвењето корист на вистина и на верниците. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك